Добар ден на сите. Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка, измена и дополнување на одлуката за комунален ред на општина Битола. Втора точка, одлука за продолжување на временската важност за поставување на урбана опрема наведена во 18-тата измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Трета точка, програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 2025-2027 година. Четврта точка, програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Петта точка, програма за измени и дополнување на програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Шеста точка, програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2025-2026 година. Седма точка, програма за развојни планови на општина Битола за период 2026-2028 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно преминуваме на првата точка, измена и дополнување на одлуката за комунален ред на општина Битола. Замолувам представникот од општина Битола да се произнесе по однос на оваа точка. Благодарам, председателе, почитувани советници. Ова предлог измена и дополнување на одлуката за комунален ред на општина Битола доаѓа по барање на адвокатите кои што ја застапуваат општината на суд во случаите за повреда од бездомни кучиња и има уште една измена во истата која се однесува на прекопите. Во однос на прекопите, членот 63 став 3 од истата се изменува во зборчето економски оператор и се додава јавно предпријатие, затоа што општината има склучени договори со јавно предпријатие кој што ги врши прекопите, а во однос на кучињата има правно мислење од Врховниот суд кој што потенцира и бара општините да склучат договор со јавните предпријатија, односно во нашиот случај со ЈП Комуналец, затоа што се случува многу често на суд да се докаже дека во ситуацијата ЈП Комуналец има пасивна легитимација. Така да овие измени се прават за да се измени тој дел од одлуката, при што се овластува градоначалникот да склучи договор со ЈП Комуналец. Доколку имате прашања, повелете. Дали има прашања по однос на првата точка? Доколку нема, одиме втора точка, одлука за продолжување на временската важност за поставување на урбаната опрема наведена во 18-тата измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Повелете, тука е представникот од општинската администрација. Добар ден, со продолжувањето на временската важност за поставување на урбана опрема наведена во точка број 7, тараси со или без настрешница, отворени или покриени шанкови, во 18-та измена и дополнување во програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола, која е со ограничена важност од 15.11.23 до 15.4.24 година, зимскиот период, да се продолжи за временски период од 15.11.25 до 15.4.26 година, зимскиот период. Целта на ова продолжување е терасите кои не се предвидени во базичниот план и програма да се надополнат со 18-та измена во која се предвидени 6 локации. Ако имате некој прашање. Благодариме. Дали има прашање по однос на втората точка, Павел Чулаковски? Имавме предлог нова програма, изработена од неколку архитекти што работеа на тоа. До кај е постапката? Таа знам дека ја доставија до Совет, имаше измени некој, са не сум сигурен, мислам дека не ги гласавме, измените, дополнувања на таа програма? Се работеше за комплетно нова програма. Комплетна нова програма за поставување на урбана опрема за... Која што беше тука неколку пати јавно дискутирана од страна на советниците и сите заинтересирани правни субјекти, потребно е да се обезбедат сите потребни
дозволи од страна на Управата за заштита на културно наследство, завод и музеи и останати институции, за да може истата да биде представена пред советниците и да биде донесена нова програма за урбана опрема. Имаме некаква информација до кај таа ќе биде забрзо? Е во фаза на разгледување од институциите што ги најде председателот. До тогаш ќе важи истото што беше претходно? Имаме донесена со стариот совет одлука до донесување на новата важи старата. И затоа ги носиме овие дополнувања 18-та измена кај што се предвиди некои локации, микролокации кај што не со таа програма Не бе со старата претходно не вклучени? Така. За кои локации се однесува? Се однесува за бензин стенд, се однесува Кадрвен мост Старо Стела, се однесува долука и Цајс од спротива Манаки, што беше Ти не бе во програмата? дел од кај Старо Паско, страничната кај Гоце Делчев на Бариста. Добро. 55-6. Секоја година ова го носиме, Секоја така? година го носиме за да не останеме без да ги оставиме граѓаните и угостителите без тараса, така. Јасно. Кој ќе ги донесеме во со новиот план и програма ќе Фала. постојат натре. Фала. Лоарам дополнителни прашања дали има? Долку нема, одиме трета точка. Програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 2025-2027 година. Тука е представникот и раководителот на оделението. Повелете. Добар ден на сите. Најпрво да ви честитам за новиот мандат кој го имате и да ви посакам успешна работа. Се надевам во наредниот 4-годишен период ќе соработуваме, ќе се гледаме почесто. Инаку јас сум Спасевска Маријана, раководител на оделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште. Денес, како прва точка од моето оделение кој е предлог измени на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2025 година до 2027 година. Значи, овие измени се континуитет на развојната програма која што е на сила. Таа имаше претходно претрпено неколку измени, 3 во текот на 2025 година. Ова е 4-та измена која би требало да влези во ребалансот. Материјалите ви беа доставени, не знам колку ги имате разгледано и на почеток ве разбирам колку можете и да се снајдите. Се што би сакале да го поставите како прашање, ви стојам на располагање. За оваа програма, за овие измени, можам само да кажам дека со измените кои што ги имаме направено, ова развојна програма изнесува 2 милиарди 221 милион 269 илјади 120 денари. Средствата во висина од 608 милиони 974 илјади 139 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2025 година. Средствата во висина од 1 милиарда 269 милиони 233 илјади 935 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2026 година и средства во висина од 334 милиони 61 илјада и 46 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2027 година. Во оваа програма додаваме неколку нови програми, а тоа се во буџетска програма ЈД, како ЈДЦ изградба на крак од коловоз на улица Ѓорги Димитров. Ѓорги Димитров ја имаше во програмата, меѓутоа овој крак не беше влезен и затоа го додаваме како крак од коловоз на улица Ѓорги Димитров. Потоа во ЈИЦ, каде што имавме изградба во постоечката програма, изградба на фекална канализациона линија и атмосферска канализациона линија на улици од Дуб за БЛР 4, Дуб за БЛР 4 блок 2, то се улиците 150, 170 и 210. Со прошлите измени додадовме средства за изведба на приклучоци. Меѓутоа, од буџет ни беше кажано дека тие мора да бидат издвоени како посебна програма и тие средства ги одделуваме во нова програма развојна ЈИЦ
изградба на фекални и атмосферски приклучоци на фекални и фекална канализациона и атмосферска канализациона мрежа за овие три улици 150, 170 и 210. Исто така, во оваа програма се додава уште една нова програма, тоа е ЈИЕ, чистење на дел од Раштанска река и одводнување на земјениот пат со изработка на решетка на улица Стрежево во Горно Ризари кај поранешен ресторан Елен, она за кој што деновиве е актуелно по социјални мрежи со песокта што слегува долу на 8 септември на улицата. Во ЈГФ треба да стои ЈГУ. Буквата треба да се искоригира, изградба на водоводна мрежа на улица СРУ 5 во Арама 4-1. Исто така во ЈГД изградба на водоводна мрежа на улиците за сега веќе водоводна мрежа на улиците со 150, 170 и 210. Исто приклучоците кои што беа предвидени и беа ставени во прошлата развојна програма, ги одделуваме во посебна програма. Значи, тие средства беа предвидени во 2026, сега ги префрламе во нова програма ЈГД, изградба на водоводни приклучоци и дел од водоводна мрежа на улиците од Дуб за БЛР 4 блок 2, улиците 150, 170 и 210. Во буџетската програма ЈЛ, капитални расходи на други комунални услуги, се додава ревизија на основен проект, се додава нова програма ЈЛФ, ревизија на основен проект за изградба на пречистителна станица за Битола со распределба на средства за нејзина реализација, како што е прикажано тоа во прилогот 1. Тоа се генерално измените во програмата за развојни планови со додавање на нови програми. Доколку има било какви прашања, повелете. Ти благодарам. Прашање Чулаковски, повели. Имаме уште месец и пол до 2026 година, односно до новата развојна програма. Што е толку итно за сега да направиме измена на програмата што имавме старата? Пошто сега и крај на градежна сезона нема да може да се работи сега и времето и се. Овие работи што ни кажавте сите се претежно вака сега ќе инфраструктурни зафати што сега уште малце нема да може да се реализираат. Што е итноста за да се направи измена на програмата баш сега? Сега ќе ви објаснам. Значи ќе почнеме прво со кракот од улица Ѓорги Димитров. Улицата Ѓорги Димитров е влезена во програма и е финансирана со вториот повик од владата. Меѓутоа овој крак, како што кажав, не е влезен во тој договор, а ние веќе ја спремаме јавната набавка за да склучиме договор. И кога ја спремаме јавната набавка, треба и овој крак да влези, затоа го ставаме за да можеме при распишување на тендер да влези и овој крак. А да го склучиме договорот, а секако дека ова градежна сезона тешко дека ќе можеме да отпочнеме со работа, меѓутоа договорот, јавната набавка да тече, договорот да го склучиме за да можеме напролет да отпочнеме со активности. Тоа е причината за ова што ја внесуваме Ѓорги Димитров. Бидејќи ако ја немаме во програма, ние не можеме да продолжиме јавната набавка. Во ЈИЦ атмосферските и фекални приклучоци кои што беа, ви кажувам, во последните измени на развојната програма додаени, ги додадовме во 2026 година. Од јавни набавки ни кажа дека мора да бидат издвоени како посебна во Арам, кај Стрчин горе. Значи таму ја изведовме фекалната канализациона мрежа и мора да се изведат сега прво приклучоците, за да можеме да продолжиме со водоводната, за која што имаме договор, од таа повисока, па да ги изведиме и водоводните приклучоци и да продолжиме со коловозот. За вода, за водоводна мрежа, фекална канализациона мрежа, атмосферска канализациона мрежа и коловоз имаме веќе договори. Вода со јавни и канализација со јавните предпријатија, а коловоз со економски оператор избран во постапка за јавна набавка. Значи, брзаме да ги ставиме во договор со јавните предпријатија приклучоците, за да можат јавните предпријатија, колку што ќе создаде временските услови, ќе создадат услови да можат да работат за побрзо да се движиме, бидејќи таму сме сега застанати.
Чистење на дел од Раштанска река и одводнување на земјаниот пат, мислам ова веќе јасно е дека мора подхитно да се интервенира, да се цела таа вода од целото сливно подрачје горе што е над 8 септември, да се зафати некако водата и да пуштиме во еден од тие сливови за да не се случува или да го намалиме она што се случува со песок на улицата 8 септември. Тоа не беше предвидено во првобитниот проект? Не, бидејќи тоа е надвор од коловозот. Значи ова се активности кои што ќе ги правиме над улицата, над патот, негде над Елен кафаната, и то не е во делот на трупот на патот. Ова треба да го решаваме горе сливното подрачје цело што идат води одгоре, да ги прифатиме и таму има еден канал и да ги пикнеме во тој каналот за што помалку да слегва кал долу. Оти таму има земјен пат по кој што се движат и неминовно е слегува кал кога ќе има порој. Меѓутоа сега да поставиме некоја решетка, ама ако поставиме само решетка, за така едноставно ако мислиме да го решиме, нема да може, таа решетка ќе се полни со кал и ќе се затнува. Мора да се земи, да се собери таа вода од негде и да се спроведи има канал горе, да ја пикнеме во канал, па остатокот од водата што ќе слегува да слези во решетката. Ќе видиме, значи, Нискоградба работат на предлог техничко решение и мислам дека се при крај. Бен проект нема врска со Не, улицата тој нема врска со 8 септември, да. Добро. Значи нема анекси и такви работи ништо? Не. Добро. ЈГД исто ова со водоводните приклучоци, преска истото што го објаснува, преска беше за канализационите, фекални атмосферски, ова е за водоводните приклучоци. Тие беа парите како пари предвидени во 26-та, ама сега ги слегваме во нова програма и ја додаваме уште во нова развојна програма ревизија на основниот проект за изградба на пречистителна станица, бидејќи знаете дека договорот за изградба на пречистителна станица е веќе склучен со изведувач, меѓутоа обврска на општината е да направи откако изведувачот ќе изработи во тој договор изработка на основен проект и изведба, а ревизијата на тој основен проект е обврска на општината. Во моментот изведувачот работи, собира влезни податоци и отпочнува со работа на изработка на основниот проект. Ние предвидваме пари за ревизија на тој основен проект кој што изведувачот ќе го работи. И затоа го ставивме во програма. Тие се тие за кои што ме прашавте зошто се толку хитни што треба да ги ставиме во програма. Благодарам. Дополнително дали има прашања по нас? Повелете Драколовска. Благодарам, председателе. Дали може да ми кажете колку беа финансиските средства, првичните финансиски средства за развојната програма за 2025? На почеток? Па сега намалени на 600 и... За која година? За 25-та? Да. Вака. На 13.11.2024 година беше донесена основната програма за развојни планови 25-27 и средствата во 2025 беа 552 милиони 553 851 денар. Во 2026 815 милиони 746 99 денари и во 2027 269 милиони 427 624 денари. Со првите измени донесени на седница на 28.2.2025 година, средствата за 2025 година се 540 милиони 696 550 денари, за 2026 година се 817 милиони 946 099 денари, а за 2027 година 269 милиони 427 624 денари. Се извинувам, овие беа вторите измени, првите измени на 23.12.24 се извинувам. Со првите измени на 23.12.2024 година, 25-та година е со 541 милион,
436.550 денари, 26-та 817 милиони 846.099 денари и 27-ма 269 милиони 427.624. Вторите измени ги прочитав. Извинете, само за 2025-та. Ево уште 26-та и трети измени. 27-ма. Ке ви ги... Само за 25-та измените. Еве 20 последните трети измени на 14.7. Во 25-та 631 милион 480 662. Добро, значи со овие измени имаме намалување, така? Со овие Последно е измени... сега 608 милиони. Да. А на што се должи намалувањето на средства? Значи вака, во текстуалниот дел, значи ако го видовте текстуалниот дел, за сите објекти за кои што нема да бидат отпочнати, ова што претходно господинот Чулаковски не праша, значи сите објекти кои што нема да бидат отпочнати, а не можат да бидат отпочнати, веќе влегуваме во сезона зимска, се поместуваат и се префрлаат во наредната сега кога ќе ја дискутираме, 26-та, 27-та, 28-та. Добро, ви благодарам. Прашање Ако го дополнително. видите, ако го прочитате текстуалниот дел, првиот дел, ќе видите точно за кои програми станува збор. Благодарам. Благодарам. Прашање дали има дополнителни? Доколку нема, одиме на следната точка. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Повелете. Оваа програма со последните измени, тоа беа втори измени, изнесуваше 55 милиони 848.752 денари, а сега со последните измени изнесува 57 милиони 729.654 денари, некаде приближно околу 2 милиони денари. Измените се должат на тоа што додаваме во ставката на санација на коловози со тампон уште 1 милион денари, беа 1 милион, ги зголемуваме за уште 1 милион. Беа само едни, или со првите измени, програмата изнесуваше 65 милиони, сега со овие измени, програмата изнесува 70 милиони, значи се зголемила за 5 милиони, а измените се однесуваат во следните точки. Ја зголемуваме ставката на потрошувачка на електрична енергија од 40 милиони на 48 милиони, ставката услуги од електричарство од 2 милиони ја намалуваме на 0 денари. Ова е во делот на од кои ставки е плаќано, најдобро ќе ви објасни Стефи од финансии, таа ми рече ако, мислам, точно таа ќе ви каже зошто од 2 милиони ги намалуваме на 0, бидејќи било плаќано од некоја слична ставка, затоа ќе прашате неа, точно на овој дел. И од материјали за новогодишни украси, детски фигури, изнајмување на украси, од 3 милиони денари се намалува на 2 милиони денари. Овде се измените. Мислам, нова се однесуваат измените во оваа ставка. Благодарам. Прашање дали има понос на оваа точка? Маријана, извинете, само едно прашање. Колку е буџетот на општина Битола за баш овие новогодишни украси? Ако и може да ми кажете. Прашувам затоа што украсите ни се доста грди, да речам, дали може да ги подобриме некако? Ако треба и да инвестираме поќе, еве ние би се нафатиле. Само да бидат поубави. И децата да бидат посреќни. Многу сум озбилна на ова точка, оти ценам дека новогодишните украси се важни за духот на граѓанинот. Благодарам. Еве во самата ставка, значи новогодишното украсување се содржи од неколку, да речам, точки. Материјали за новогодишни украси, 3 милиони сме имале предвидено. Електрозанетчиски работи за одржување на објекти, то се 2 милиони, ама не се однесуваат сите на новогодишните украси, и услуги од електричарство. Значи со овие средства, од овие ставки,
се покривале трошоците во делот на новогодишното украсување. Значи Сега јас вака, се извинувам. 5 милиони, Маријана? Не, помалку. Добро. Помалку. Значи, од годините наназад, јас сум тука, бидејќи повеќе години, и секогаш имало дискусија. Доколку се ставале повеќе средства, секогаш се критикувало зашто толку средства се трошат. Ако ставиме помалку средства, дека се недоволни. Сме имале години каде што услугата од новогодишно украсување сме го давале на економски оператор, па со него сме склучувале договор, па тогаш било коментирано дека е скапо и дека не е реално. Па сме се обиделе нешто со јавните предпријатија да поправаме, тука имаше и амбициозни советници кои што имаше години кои што беа вклучени во новогодишното украсување. Така да од вас зависи како што вие ќе одлучите. Маријанче, извинете, само да кажам, дека овие украсите, имам чувство дека од година во година се истите, знаеш, се рециклират. И тие ќе се распаднат во еден момент. Јас сум мајка на мали деца, претажна сум кој ќе одиме кај тие украсите, а тие сакат да одат децата. Ме разбирате, имам чувство дека гледајте сега, некако, извинете, ама 5 милиони, например, денари, то се 60.000 евра. Јас доаѓам од култура, мојата дисциплина е многу бедна секогаш и сега за нас 60.000 евра, вау! А ние рециклираме исти украси. Мислам, не знам, многу како... Не, вака. Не се рециклира, не чула кој ќе каже како стар тука со. Еве, затоа можда и се намалуваат во материјали за новогодишно украсување, биле 3, значи 2 се веројатно. Неважно, 30.000 евра, шо знам Добро, како многу пари ми стојат. За да бидат едните исти нон-стоп. Од електричарските услуги, значи ја ставаме на 0, веројатно е плаќано од овие електрично занечески работи, ќе зборните со Стефи од која ставка е платено. Мислам дека не надминуваат поиќе од 3 милиони. Меѓутоа, доколку имате било какви предлози, значи вие сте тие кои што носите заклучоци, предлози се усвојуваат и ќе ги ставиме во програма. Како што вие ќе одлучите, така ќе биде програмата. Да се вклучам на точката само. Да, и јас да кажам, и јас ставам поддршка на колешката Ристевска, дека треба навистина делот овие новогодишни украси да се обновуваат секоја година и мислам дека изминатите неколку 2-3 години се обновуваја. Имавме нови украси, не дека само немавме, а мислам дека треба посериозна сума еднаш да се вложи како општина Битола. Имаме можност сега буџетот ќе се крои за 2026 година, па да дочекат до 2027 година, па да имаме и Значи вака, ова комплетно новогодишни украси. Ова е за тоа што помина. Да, Значи, ова е ова е веќе зашто програма за тоа што тоа што следува помина. во периодот. Значи сега за новата, која ќе дојде новиот буџет, ќе имаме нова ваква програма и доколку вие одлучите колку средства да се одделат за новогодишно украсување со формирање на комисија и членови од вас од советниците, за да биде транспарентно, да бидете вклучени, да видите на кој начин ги склучуваме договорите, кои се цените што ги постигнуваме во постапка за јавна набавка. Значи, како што вие ќе побарате, така ќе ја спремиме програмата. Значи, стоиме на располагање. Валерий Чулаковски имаше повеле. Само да се вклучам во дискусијата, еве на Софија да му одговорам. Значи, покрај средствата обезбедени што се од општината за украсување, ние претходните 4 години имавме непознати договори со економски оператори кои што ни изнајмуваја одредени украси, светла, куќарки и такви работи за кои што сумите, начините на плаќање ден денес не ни се познати. Така да, доколку би набавиле наше собствено осветлување и декорации новогодишни, сигурен сум дека ќе не кошта поевтино отколку да му плаќаме на некои надворешни фирми да имат. А имавме такво, што спомна една година, такво ентузијастичко украсување овде, бидејќи во претходното раководство на општината има еден магазин во Визбата во општина Битола, кај што внатре никој не знаеше колку има осветлување и колку се набавувало во претходните години. Ко влеговме таму, можем да ви кажам дека имаше сјалици украсни за цел град да се нареди со ламби. То се трупало таму 10 години, се собирале сјалици, вакви сјалици, такви, меѓутоа само се полнело секоја година, се полнело и не се употребувале.
Така да тоа што моментално предходните години, сега 4-те, се употребува е, се црпат залихите што биле направени во тој импровизиран магазин во Визбата во општина Битола, а нови мислам дека немаме ништо, освен надворешните што ги добиваме од приватни фирми, односно оператори. Јас тука морам да кажам дека тоа што го видовте во магазинот, мислам, добро е да се каже и дека дел од нив не работеа, не беа исправни. Така, значи, таму, тоа што се чувало и не се фрлало, можда заради отпишување или не знам што. Добро, ама имаш и долу што не функционира, полојна свете, а полојна не свете. А за тие договорите, тие не се дел од овие ставки, така да за кои што зборувате, склучувани договори, донации, тие немаат врска овде со оваа програма. Значи овде со овие ставки, во овие програми не се. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Повелете, Костов. Благодарам, председателе. Сакав само да го прашам представникот на администрацијата во однос на програмата, овие средства кои што се обезбедуваат во програмата, се од ставката улично осветлување? Не, овие се сите од различни ставки. Овие се сите ставки се во програма за јавно осветлување. За јавно осветлување има неколку ставки: 424440, 42110, 426990, 423990. Значи овие ставки кои што се во програмата, во табелата што ги гледате, сите се ставки од програма за јавно осветлување. Значи тие се во ова програма, а инаку за јавно осветлување електричната енергија е во посебна ставка, поправката и одржување на осветлувањето во градот и по селата и замената на светилките се 4440, услугите од електричарство се 6990, значи од различни ставки се плаќаат. Ама сите се во програма за јавно осветлување. Средствата се обезбедуваат од ставката која што граѓаните ја плаќаат за јавно осветлување? Прашање ова. Јас знам дека вие ги распределвате во други ставки. Да, од надоместок, да, средствата се покриваат од надоместок од комунална дејност за улично осветлување. Се извинувам, не ве разбрав. Да. Благодарам. Дополнителни прашања, Дракуловски, повеле. Благодарам, председателе. Која е сумата која Евана ја префрла на месечно ниво на општина Битола за улично осветлување? Не можам да ви кажам, тоа не е кај мене, во мојот домен, ќе треба да разговарате со финанси. Значи не знам, бидејќи немам никаква допирна точка во тој дел. Јас ги ние нашето деление ги трошиме парите, а прибервањето на парите во финанси. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долку нема, одиме 6-та точка, програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2025-2026 година. Повелете. Во поглед на, пред да почнам со образложување на програмата, да ви известам, сигурно видовте дека вчера имавме еден координативен состанок, бидејќи зимското одржување и програмата треба да почне на петки. Ги прочитам како сугестии што ја дополнивме програмата. Например, представникот од Центарот за управување со кризи имаше реакција дека не се ставени како јавно предпријатие, како фактор некој кој што се дел од оваа програма, па ги ставивме Центарот за управување со кризи, дека се непосредно вклучени во работата на зимската служба, вршат координација меѓу населението и надлежните институции преку единствениот повикувачки број за хитни случаи Е-112. Значи тоа го ставивме во програмата. На сугестии од представниците на МВР, улицата Крушевска република, тоа е главната улица во касарната, Глигор Прличев, од Партизанска до Крушевска република, тоа е кај Стокомак, улицата Рокдейл, од СРУ 4 СРУ 5, од Партизанска до Крушевска република, и Илија Николовски Луј,
од СТУ 5 до дел од СРУ 6, тоа се поголемите улици во касарната, кои што беа ставени во сообраќајници од втор приоритет. Имавме сугестија да ги префрлиме од сообраќајници од втор приоритет во сообраќајници на прв приоритет и тоа го сторивме. Значи во материјалите кои што ги имате, тие се како сообраќајници од втор приоритет, сега ги ставив како сообраќајници од прв приоритет. Ова изменета програма ќе ја добиете дополнително уште еднаш. И исто така, во механизација, опрема, материјали и работна сила имаше недоразбирање околу представниците на МВР во делот на ангажираност на број на работници. Реагира дека е мал бројот на работници кои што се вклучени во зимската служба од страна на јавното предпријатие. Се броја овие 12 работници, меѓутоа појасни директорот на Нискоградба дека во табелата каде што стои број на машини, секоја машина оди заедно со возач. Тоа значи дека на бројот на машини одговара и број на возачи, така да го дополнивме горе, ја дополнивме табелата каде што стоеше број на машини, допишавме број на машини и возачи, за да не прави забуна. Значи, тие се измените генерално кои што ги претрпи оваа програма. Инаку, програмата за зимска служба, со програмата за зимска служба предвидуваме 300 тони индустријска сол, бидејќи имаме на залиха некаде околу 250 тони од лани по Нискоградба, 200 кубици ризла и 30 тони ладна асфалтна маса, или како материјали во средства финансиски 1.998.900 денари и градежната оператива за која што склучуваме договор со јавното комунално предпријатие Нискоградба, како дел од ефективна работа на возилата и машини и возила во приправност, изнесува 15.227.242 денари или вкупно 17.226.124 денари. Тоа е вкупната сума на зимската служба. Ти благодарам. Прашање дали има поднос? Повели Тековски. Благодарам, почитувам председателе, почитувам представник. Добро е разгледав програмата и сакам да ве прашам дали имате размислувано за намалување на критериумите од 12 см и 5 часа од прв излезок на службите со цел на ради тоа што граѓаните досега барем имале представа дека тие го чекаат снегот, а не снегот да ги чека нив. Значи, за да може машината да собери од снегот, значи мора да има некоја висина снегот од тие корни од асфалтот. И затоа тие сигурно нема да чекаат 5 часа, излегуваат, меѓутоа мора да има некоја количина што ќе биде наврната за да можат да собираат. Од тие причини ова е вака во програмата ставено. А од кога е? Мислам, овие ставки од кога се? Унифицирани се, да, тие се тие, така. Станува збор за ставки кои што али станува збор за ставки кои што се донесени кога фондот на возила бил многу помал. Сега сите знаеме дека фондот е помал, ама старосната граница на возилата е таа. Тие возилата се тие стари се, немаме ние некоја нова механизација за да имаме поквалитетни. извинете, фондот на возила на граѓаните. Значи таа ставка е донесена. Број на возила на бројот на возила кога бил донесен тој критериум бил многу помал врз основ на број што сега го поседуваме како граѓани. Вака, како што ве разбрав, за колку време колку снег треба да наврни за да излезе механизацијата на јавните предпријатија. Значи тоа не зависи од бројот на возила на граѓаните, туку зависи од количината на снегот што ќе се напласти на асфалтот и од механизацијата. Значи тие не можат на 2 сантими на 3 сантими снег да чистат. Значи мора барем 5-6 сантими снег да има за да можат со ножот да влезат за да соберат. Се намали како предлог, мислам. Добро, ќе го дајме како предлог кај
кај во ред кај представниците од Нискоградба доколку се согласат. Видете, раководителке, во однос како е регулирано во останатите општини, видете некоја европска пракса Добро. како е, доколку има некакво намалување, да ја примениме ние таа пракса. Павеле Добро. Кузмановски. Значи, околу излегувањето, да појаснам, бидејќи сум упатен во ова работа, тие не мора да чекаат да има 5 сантиметри снег за да излезат, туку може да излезат и да посипуваат со сол и ризла. Ама посипуваат тие со сол и ризла. Значи, тогаш излегува, не чекаат тие, излегуваат и посипуваат со сол и ризла, со тоа што се намалува напластувањето на снег, значи има можност да делува Нискоградба. Ме интересира, само овие машини се на располагање на Нискоградба во моментот, гледам бобкети, Значи вака, 1-2. да се вратам на претходното. Зборуваме за излегување на машини за да собират снегот. А инаку тие, уште во најава, ако има најава дека ќе има голомразици, ниски температури, тие си излезени Така, и и си се- посипуваат со сол, ризла. А во делот на машините за приправност, за Битола, значи за Битола и блиските населени места се 11 машини. За Бистрица, Кравари, Оптичари и Егрис, значи поранешната општина Бистрица, се 4. За поранешната општина Цапари се 3 и за Кукуречани се 2. Значи вкупно на еден дел тие си распишуваат тендер. Вчера директорот кажа дека веќе во завршна фаза им е тендерот за подизведувач, дали ќе имаат еден или повеќе, ќе ни кажи дополнително, значи да. Не се сите на Нискоградба, значи овие машини се сите, бидејќи вака, договорот ние го склучуваме со Нискоградба. И Нискоградба треба да ги прикаже овие машини. Ако ги нема сигурно, тој сите овие машини ги дообезбедува со подизведувачи. Дополнително прашање, дали не ве разбрав сега од 15 ноември ќе започне зимската служба или ќе Да. се пролонгира? Од 15 ноември Значи, до 15 Нискоградба март. ќе влези во Во фаза приправност. Да, Да, добро. да. Благодарам. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долку нема. Одиме 7 точка, програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2026 до 2028 година. Замолам раководителот уште еднаш накратко да ни објасни за новата развојна програма. Со предлог програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2026 до 2028 година, оваа тригодишна програма изнесува 1 милиарда 875.728.340 денари. Средства во висина од 821 милион 894.736 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2026 година. Средства во висина од 819 милиони 405.980 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2027 година и средства во висина од 234.427.624 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2028 година. Начинот на распределба на средства е прикажан во прилог 1 од табелата, со тоа што ќе нагласам дека во оваа програма имаме неколку нови програми кои што ги имаме додадено, а тоа се реконструкција на канализациона мрежа на улица Чеде Филиповски, реконструкција на водоводна мрежа на улицата Чеде Филиповски. Само да појаснам, имаме склучено договор со првиот повик на влада за реконструкција на коловоз на улиците 11 март, Козара, Димитрije Туцовик и Панде Николов. За коловоз
А вода и канализациона мрежа преку Министерство за животна средина со обезбедени средства и Министерството ги работи со нивни подизведувач. Меѓутоа, делот кај што завршва Козара пред улицата Илинденска, има еден дел од околу 20 на метра, можда и помалку, не е опфатен во делот со канализација, ниту со канализација, ниту со вода. До шахта од 20 метри пред улицата Илинденска е проектот и останува 20 метри да треба да ги покриеме со коловоз, а да нема променета водоводна и канализациона мрежа. Значи тоа го видовме сега со кога почнавме да работиме, бидејќи таму работиме на канализациона мрежа и веднаш побаравме тоа да го ставиме во програма за да го сработиме, а тоа не може да го направиме со анекс на договорот, бидејќи тој договор го има склучувано Министерството за животна средина, тоа ќе треба да биде со средства обезбедени од нашиот буџет. Од тие причини ги ставаме реконструкција на канализациона мрежа на улица Чеде Филиповски и реконструкција на водоводна мрежа на улицата Чеде Филиповски, значи има на тој дел и вода и канализација која што не е влезена. И исто така, како нова програма е поставување на систем на прскачи и хортикултура на улицата 8 септември. Значи, реконструкцијата што се прави на влезот во градот опфаќаше само градежни работи, а не и хортикултура и прскачи во зеленилото. И тоа го ставаме сега како средства за да можеме да посадиме дрва и да поставиме систем капка по капка. Значи тоа е тоа што е како ново во оваа програма. Инаку предходната програма, измените и дополнувањата ги префрламе во оваа програма со измени. Ти благодарам. Прашање дали има поднос на развојната програма? Чолаковски Павле. Ај вака се. Овие што се сите планирани работи за изведување за 2026 година, ставките за кои што имаме предвидено средства, имаме за се готови проекти? Да. Буквално за се? Во 99,9% се за се, бидејќи поголемиот дел од нив се покриени со првиот и со вториот повик на влада, а тие другите се наши, за кои што или течат јавни набавки ако биле веќе предвидени во развојната програма, или треба да ги, ако се тесно врзани со некоја инфраструктура која што е влезена во повиците, да мора и тие да ги направиме, ги имаме ставено и имаме документација. Добро. Ај 8 септември, тој е влезот од Прилеп. Добро. 61 милион. Добро. Тој во од страна на Прилеп во 2026 година. Добро. Претходно колку беа овие предходните, ова што го правивме сега беа од влада средства, колку беа тука претходно потрошени? Колку потрошени? Да. Сега ќе видам ќе направиме математика. За коловоз, оти тоа е таму, коловоз, вода, канализација, електрика. 61 е за коловоз, ова сега за што ме прашувате. Ова предвидените за 2026. Да. Тој од кај што застанавме до мостот? До мост, вака. Од мостот до таблата битол излезот, така? Вака. Докај што е застанато, Добро. значи до мостот, докај што е застанато е коловозот. И уште треба да продолжиме до таблата, до дупот, само уште атмосферска канализациона мрежа треба да направиме. Од ова сега што е направено, останува уште атмосферска канализациона мрежа. Таму имаме фекална нема на тој дел таму. Има атмосферска, а коловозот за нагоре не е ставен и го нема тука. Значи средствата кои што ни се доделени од влада го покриваја ова што сега со коловоз е направено. Коловоз повеќе во на овој дел нема. Овие се средства за ова што е направено. Добро. Ме интересира кој беше надзор на ова до сега што се работеше, која фирма? Надзор над изведбата? Да. Зимак. На овој дел сега што се правеше? На овој дел што се правеше Зимак од Скопје. Зимак беше надзор. Да. Добро.
Одиме понатаму. Велосипедски патеки. Добро. 2026 година колку имаме предвидено средства? За нови Да. немам проекти, значи немаме. Немаме воопшто проект никаков спремен. Значи во моментот немам Нула проектна денари, така? документација. Немаме предвидено ни средства, ни за Не. 2026, 2027, 2028. Не. Добро. Улица Довлечик. Влезот од страната На Охрид. Охрид, Добро. да. Исто, докај што застанавме до мостот, Да. нагоре. Да. Тука е предвидено водовод, одвод, фекална канализација, коловоз, Да, електрика, сите електрика, фази. сите фази. Да. Добро. Зошто во 2026 година само 100.000 денари се предвидени за реконструкција? За улица Довлечик, ако имаме готов проект? Имаме готов проект, меѓутоа согласно динамиката на активности кои што треба да ги изведуваме, ние имаме најмалку 64 договори со вториот повик. И предходно од 17 повеќе од пола се реализирани, уште 10, 7 нека останат за работа. И овие другите, јас предлагачот, значи смета дека во овој момент не знам дали ќе имаме капацитет за да ги отпочнеме. Прво, градежна оператива дали има на лагер, за да може, ќе видиме сега со тендерите кои што се во тек, како ќе се јавуваат на тендерите и кој ќе се јавува за да ги реализира. А зашо се 100.000 денари предвидени за 2026? Доколку, значи вака, за да можеме да отпочнеме јавна набавка, мора да има предвидени средства во буџетот. Бидејќи се распределени во развојна програма, значи барем да имаме средства во 2025 година и доколку одлучиме дека се најде простори, може општината да отпочни постапка за јавна набавка за избор на изведувач, да може да пушти барање за јавна набавка за склучување на договор. Добро. Спомнавме фекална канализација Довлечик. Добро? Дали тука спаѓа делот помеѓу реката Драгор и улицата Довлечик, затоа што го правевме спорно дека моментално фекалната канализација истекува во реката Драгор? Тоа е вклучено во таа фекална канализација или не? Или е вклучено само фекалната канализација под асфалтот што ќе биде? Таа фекална канализација што треба да биде под асфалтот, таа треба да ги прифати отпадните води кои што идат од Пелистер одгоре, од Здравје Радово, од Добро. тие трговски објекти и сите тие објекти кои што се покрај патот, бензинската пумпа, таскфорс и сите тие, значи бидејќи тука има и фекална, и тие треба сите да се приклучат во таа канализација. Значи таа канализација треба да ги собира, да биде реципиент на сите нив. Добро, а овие што се, да речем, куќи, еве од десната страна, Мислите викендички, бидејќи таму куќи, не се викендички. И ви кажувам, еве точно јас кај што живеам, неколку пати го спомнав тој проблем. Јас сум улица 102 број. Над Тука мостот? кај Шик, кај Зегин сум јас долу. не вака, за то покрај Драгород, тие За тоа ве прашувам. не вака. Значи, за тој дел покрај Драгород, од кај кружниот тек кај Филџанот, Кај Транс, добро. да, од кај Транс, согласно деталниот урбанистички план, има улица која што врви паралелно покрај коритото на река Драгор Да. и излегва горе. Значи, за тоа треба, немам документација, за да можам, тоа не е ставено тука во програма. Значи, Пошто таму има фекална канализација, Ама докај што е пробиено, ама еден дел. вака сега има, меѓутоа тоа треба да се провери капацитетот на таа што е поставена, не знам, била поставена некогаш можда за да услужи, не знам, 20 куќи, 50 куќи или не знам колку, ама кога се димензионира и се поставува нова, таа треба да има профил за да ги прифати сите и да ги однеси. Значи, тоа ќе покажи проектот со пресметките. Меѓутоа, знам, бидејќи имаше многу барања за тој проект, од кај Транс паралелно со ова, се водеа и некои постапки во дел на експроприација, таму знам дека имаше лешници посадени, има еден објект со базен. Има. Значи таму
треба веројатно да се помини преку низ сите тие, треба да се праша економски развој да видиме до кај со таа проектна документација и се надевам дека и таа ќе треба да влези во некои измени или нова развојна програма. Во оваа развојна програма то немаме предвидено. Не, то сега не е тука. Добро. Океј. Улицата Бурса. Имаме предвидено средства, останатиот дел и мостот што пропаѓа за да излеземе до Цермат? Во овој дел, во оваа програма сега не, бидејќи тоа е врзано со колекторот, еден дел од колекторот и треба да се види како ќе се движиме со колекторот, да не треба нешто да оштетваме на неа и во моментот во оваа програма немаме предвидени средства за тој дел. Ни за мостот? За мостот имаме. Добро. За мостот на Гранит имаме предвидено средство. Е базата на Гранит. Океј. Има една ставка, не можем сега да ја најдам, во Барешани пат до Меркјури манастирот. До манастир имаме готов проект за тоа? Има готов и во постапка е јавна набавка за избор на изведувач. Добро. Тоа е со средства од влада од вториот повик. Аха, океј. Трново? Трново Магарево, од кај што застанавме до границата на националниот парк, треба прво да направиме колекторот. Колку што имам информации, помина на совет согласноста, ќе треба да продолжиме, сега не е ни момент, на пролет ќе треба да продолжиме со колекторот и после тоа имаме средства за коловозот. Ама 2026 само 100.000 денари има предвидено. Ќе видиме, прво треба да направиме канализациона мрежа, знаете како е таму во време на, значи ќе почнеме сигурно некаде крајот на април или мај, бидејќи високо е. Па ќе работиме канализација во лето, па ќе има туристи, па не знам како ќе се движиме. На еден дел треба да поставиме и водоводна мрежа, која што во моментот ќе биде без функција, меѓутоа таа ќе биде дел од некоја идна разводна мрежа за цел тој дел Трново-Магарево. Значи ќе имаме и поставување на водоводна мрежа под патот за да не го копаме после. И после ќе треба со коловоз дадеме. Затоа имаме само 100.000 ставено, оти не знаеме со која динамика ќе се движиме со канализацијата и водата. Има една ставка овде, споменикот Турунџев, 100.000 денари пак предвидено во 2026 година. Уште еден споменик ќе правиме? Не е остаток на средства кои што беа предвидени со стариот буџет, не знам колку што беа и плюс 100.000 во 26-та. И сега тие од 26-та година останати се како средства и затоа ги ставаме, остана во 26-та од старата програма се. Значи ако сме предвиделе се во развојната програма 25-та-27, плаќањето на Турунџев да оди 25-та-26, со 100.000 26-та, се тие не можат да му доплатат уште 100.000 денари, и тие средства се предвидени во 26-та. И сега ќе си ги чека во 26-та. Ќе ги платиме 2026-та. А можда и е платено, можда се останати како средства, зато финансиски треба да се види дали е се доплатено или има уште некоја ситуација која што стои за 100.000 денари што треба да се доплати. Добро. Изградба на паркинг простор кај хеликоптер, имаме готов проект? Да. Сите тие се веќе распишани. Сите паркинг простори се распишани во постапка за јавна набавка и течат. Океј. Мултифункционален спортски комплекс. 2026 само 200.000 денари имаме. Тие за што се предвидени? За спортскиот комплекс. Тие не стигат ни за студија, ни за проектна документација, за ништо. За што се Значи за да почнеме постапка, ако почнеме во 3 годишна да ги имаме како средства. Ако почнеме. Добро. Пожарната. Колку досега средства се потрошени вкупно досега? За пожарната? Да. Тоа ќе морам да го проверам со изведувачот, со претходниот изведувач. За седницата утре ќе го имате како податок, колку е потрошено. Ќе ве молам нека влези во записник како може. Ќе ви кажам колку средства имаме потрошено согласно склучениот договор. Добро. А колку е донацијата што ја примивме сега?
И тоа не знам, не знам. Тие ќе бидат сите 100% наменети за пожарната? $1,000,000 и колегата Чулаковски ја напушти седницата. Ја напушти, не знаеше точно за тоа Не, прашање. не знам. Немам информација. Добро. Само знам дека ова втората фаза на пожарната Добро. ќе се изведува со веќе избран изведувач и ни е доставен договорот и треба да ги воведиме во работа. Значи Не. ќе треба да се јават да ни кажат за да ги Знаете воведиме. зошто прашувам? Бидејќи рековме дека примивме донација, Добро. меѓутоа во 2026 гледам имаме предвидено 10 милиони денари, а во 2027 имаме уште 112 милиони. Вака, тие средства од 112 милиони во договорот што е со амбасада, значи ги покрива трошоците што се предвидени во проектната документација. Ма се што ќе излези надвор во дел на анекси непредвидени работи, тоа се обврска на општина Битола. Сега, 2027 година него... Извини, имаме некоја финанска конструкција колку треба да кошта тоа завршен проектот? Да, Спрема проект? има, да. Врз основа на проектна документација се работи со одобрение за градење. Знаеме колку е? Знаеме сигурно, ќе ви кажам. Добро, добро. Накнадно? Да. А, јас реков да не бараш сега, извини. Не, немам податок сега. Значи и овие 112 милиони не знаеме зашо се од 2027. Еве ви кажувам, значи, кога беше ставена пожарната и кога не знаевме дека цела ќе биде финансирана од донатори, Добро. значи беше ставена цела вредност, сега не можам да се сетам јас колку вкупно изнесуваше, цела вредност беше ставена. Тоа што се потроши, ќе добиете податок колку беше првиот дел и колку уште останува за вториот дел со новиот изведувач. Овие пари кои што ги имаме ставено, сигурно нема да бидат 100 и кусуро милиони колку што се, меѓутоа се оставени таму, тие сега не задираат во буџетот за 26 година, тие се во 27. Ќе видиме во 26 година како ќе се одвиваат работите со изведба и доколку има потреба за да правиме ние некаков, да превземаме некој дел кој што не бил предвиден во проектот, а треба и мора да се дозаврши, од тие пари ќе користи општина Битола за да ги покрива тие дополнителни работи. Тие сигурно нема да бидат потрошени сите. Океј. Реконструкција на тоалети во основното училиште Коле Кањевски. 7 или 8 пати паѓа тендерот. Сумата ме интересира. Сумата е од 7 милиони и 200 илјади денари. и цело време, Или во наши пари 120 илјади евра. да, Какви вециња се тие за 120 илјади евра? на Многу. цела вертикала, Добро. толку е предмер пресметката од проектот и да ви кажам дека 7 пати паѓа и добиваме цело време повисока вредност. Добро. И уште за залошката. Терариум 6 милиони денари, копитари 6,6 милиони денари. Имаме и за овие готов проект? Да, и е пуштено барање за јавна набавка. Неаме директор тука од залошката да ни објасни колку животни имаме моментално за терариумо и колку копитари имаме. И колку е економски исплатлива инвестицијата. На ребалансот беше директор, имаше можност сега да постави прашање и тоаш беа разговарани истите овие проекти. Добро. Можда прво треба услови да создадеме, па после да донесеме животните. Може. Добро, во ред, ви благодарам. Прашање дали има дополнителни? Павели Лозановски. Ви благодарам, почитуван председател, почитувана Маријана. Сакам само да прашам и за новите советници да бидат во тека и јавноста, односно ова развојната програма, нели 2026, 2027, 2028. Доколку за некој проект се планирани средства од 100.000 денари, како што е, вие рековте да,
Вклучено. Може би јас. Да. Дали тоа значи дека, како што рековте вие, ако се ослободи динамиката, ако дозволи динамиката, и ако се променат потребите на граѓаните, дали тоа значи дека овие 100.000 денари во следен ребаланс во 2026 може да претрпи измени ова програма и да се префрлат средства по голема сума, што би значило дека може да се започне проектот реално со конструкција, реконструкција? Вака. Значи, цело време и со минатиот состав, значи малку го забуна правиме во делот на тие 100.000 денари кои што ги гледате во програмата. Ние мора да имаме пари на ставката за да можеме да распишеме тендер за јавна набавка. Ако немаме средства, не можеме да ја распишеме по стапката за јавна набавка. Меѓутоа, тоа не значи дека, ако склучиме веќе ние договор, дека ако имаме 100.000 денари, не можеме да почнеме. Зошто? Бидејќи во барањето за јавна набавка, ние, кога го пуштаме, пишуваме дека финансирањето на тој и тој објект ќе биде согласно развојна програма и тој што ќе се јави ќе треба да знае дека ќе треба да работи по рок што ќе биде предвиден, ама начинот на плаќање ќе биде дека годинава треба да земи 100.000 денари, другата година 4 милиони или ако е 3 години, третата година уште 2 милиони. Ако на некој тоа му се исплаќа, значи ќе се јави, ама не значи дека ако склучиме ние договор дека тој само за 100.000 денари и го воведиме во работа, дека тој може да сработи само за 100.000 денари. Оти толку е предвидено. Значи, динамиката е зацртана во постапката за јавна набавка, значи има рок на реализација. Ние пишеме 60 дена, 80 дена. Сега, и тоа е релевантно, бидејќи многу е битно. Се јавуваат проблеми во делот на техничката документација. И сега вие гледате дека надвор времето е добро, таму не се работи, ама излегол некој проблем во техничката документација, која што ја спремала Општина Битола преку економски оператори, проектанти и ревиденти. И сега треба да се прави некоја измена во проектот. И ние тука застануваме, тие денови им се оправдани. То некогаш може да потраи и подолго време, отколку што граѓанинот може да види дека и да прецени зашто таму едно уличе од пример 400 метри го правиме 3 месеци или 4 месеци или една година. Оти станува збор дека проектната документација има некоја фалинка и станува збор за некоја улица во старо градско јадро, за која што повторно треба да оди на конзерваторски услови, измени, дополнувања и сето то траи и така е навистина како обичниот граѓанин кога гледа дека има застој. Меѓутоа, во делот на реализацијата, без разлика како се средствата распределени, битно е дека кога ние ќе склучиме договор, ние им кажуваме дека ова треба да биде завршено со почетниот рок кој што е предвиден. Тој не е предвиден 3 години, како што е во развојната, тој е начинот на плаќање. А изведбата и реализацијата си е напишана во рокот во барањето на тендерската документација. Јасно, тоа ми беше поентата, сакав вие да го кажете, бидејќи во минатото сме гледале дека иако има 100.000 денари, се започнало со работа на терен, а нели начинот на исплатата се исплаќале во другата година средствата, па одредени советници злоупотребува, излегува на говорници, велеаве ги намерите, се гледат во развојната програма, на општината не планира ова година никак ништо да инвестира, ништо да направи на делот. Тоа сакав само да го и тогаш кажавме и сега, тие 100.000 денари ни се потребни за да не губиме времето и процедури се. Да има една жалба на постапката за јавна набавка, чекаме повторно, повторуваме. Значи во периодот кога можеме да ги склучиме јавните набавки, да не го губиме времето, ни се потребни тие 100.000 денари за да можеме да почнеме постапката сега. Мислам, тие се тие 100.000 денари. Благодарам. Прашање, Павел Драколовски. Благодарам, председателе. Во новата развојна програма за буџетот во 2026 се извинувам, 821 милион
894.736.000 денари. Во претходната развојна програма од 2025 до 2027 за 2026 биде предвидени 1.269.233.935 денари. Која е разликата? Зашо е толкава голема разлика? И јас за тие стотките гледам во која ќе се споредат двете програми, има многу работи кои од 2025 се префрлени во 2026 со по 100.000 денари и после за 2027 тоа што требало од 2026. Па таму е разликата за која што сега правевме мовет. Значи тие кои што не се реализираја во 25-та ги префрливме во, ако беа 25-та, 26-та, 27-та, сега се 26-та, 27-та, 28-та се поместени и таму е разликата за која што ме прашувате, од милиарда до колку е овде, 800... 400 милиони негде отприлика е разликата. Добро, предпоставувам изборна година 2025-та, пишани проекти, немало можност да се реализират и префрлени за наредни години. Благодарам. Благодарам. Прашање дополнителни дали има? Цветановски повели. Чулаковски ја спомна за лошката. Може напоменавте, но испуштив, средствата за реализација на проекти доаѓаат од буџетот на општина Битола или од поддршка на влада на Република Македонија? Еден дел од средствата се од општина Битола, од буџетот. Еден дел се средства од влада. Тие што се средства од влада со договор, веќе имаме и договори, значи имаше еден повик со кој што на кој што општината склучи договори за 17 објекти и тој беше повик во 2024 и во декември месец ги склучувавме договорите. И се тие објекти сите почнати, еден дел се завршени, еден дел се кон средина и треба да ги завршиме напролет некаде, така барем планираме. А од овој повик, кој што беше во 2025 година, општината има склучено 64 договори, сите тие се дел од ова развојна програма. Тие објекти, значи има листа, ако сакате, мислам, ќе добиете листа кои се договорите, а сите други се дел финансирани од општина Битола. Значи прашувам стрикно за терариумот и за живеалиштето. Терариумот и живеалиштето се со средства од вториот повик на влада. Ви благодарам. Благодарам. Прашање дополнителни дали има? Со оглед на тоа што нема дополнителни прашања, затворам расправата и ги ставам точките на гласање, односно преминуваме кон гласање. Прва точка, измена и дополнување на одлуката за комунален ред на општина Битола. Кој е за? 3 гласа за, воздржани, против, 1 против. Точка 2, одлука за продолжување на временската важност за поставување на урбана опрема, наведена во 18-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржан 1. Точка 3. Програма за измена на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 2025-2027 година. Кој е за? 2 гласа за, против, 2. Точка 4. Програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, против, 2 против. 5-та точка, програма за измени и дополнување на програмата за користење на одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, 3 гласа за, против, 1, воздржани нема. Точка 6. Програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола сезоната 2025-2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против, 1 против, воздржани нема. Точка 7. Програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2026 до 2028 година. Кој е за? 2 гласа за, против, 2 против, воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам на сите за присуството.